Почитувани. Состојбата во општа болница е очајна поради се поголемиот број пациенти и лошото менаџирање на здравствениот систем од страна на здравствените власти. Ја нема монтажната болница за која со месеци повикуваме, нема доволно лекови и персонал, а новото болничко крило не се отвори реално. Дополнително, нито општина Струмица не презема посебни мерки за реално да помогне. Ете, затоа состојбата во Струмица и во Македонија се надвор од контрола. На граѓаните од Струмица не им треба милост од Заев, изнудена од паничното барање за донации од страна на директорот на општата болница. Наместо лош пиар со едно болничко возило во време на епидемија, од која секој ден заболуваат и умираат наши сограѓани, потребни се конкретни мерки. Неодговорноста на власта се плаќа многу скапо. Дека се работи за неодговорна власт говори и фактот што го одбија амандманот на ребалансот предложен од ВМРО ДПМН со кој се предвидуваше набавка на амбулантни возила за Струмичката болница. Ако ги прифаќаат нашите добронамерни предлози, тогаш нема да има потреба здравството да моли за донации. Епидемијата со ковид вирусот само ја изведи на виделина епидемијата од неспособноста на оваа власт во секое поле. Здравството е на колена. Децата немаат основни средства за да следат онлайн настава. Секој ден затвараат фирми, а граѓаните остануваат без работа. Дишиме загаден воздух поради намањето на филтри на оџаците токму на институциите под централна и локална власт. Овие проблеми не се решаваат со донации и панични пиар потези. Потребна е работа, а ако тие тоа не го знаат да го направат, тогаш треба да си понесат одговорност. Ви благодарам.